За денот на правосудството, Советот на јавни обвинители доби критика од амбасадорката на САД Кейт Бърнс. Транспарентноста лоцирана како проблем. Откако пред 5 дена екипата на телевизија 24 се обиде да присуствува на седница која е јавна, но вратата остана затворена, амбасадорката директно го посочи овој настан како пример дека е спротивна од сите заложби и реформи. We are working with the Judicial Media Council to advance amendments to ensure that reporters have access to courtrooms and court case-related documents. And speaking of the Judicial Media Council, I understand that just last week, the Prosecutorial Council denied entry to a journalist and a cameraman to cover their session, choosing instead to continue behind closed doors and discuss increasing salary benefits. This is directly counter to what we are trying to achieve. And sadly, it's just one example of how much lies ahead to improve transparency. Clearly, the reform story is not finished. На седницата во Советот на јавни обвинители внатре присуствуваше представник на една невладина организација. И покрај двата обиди и најави дека новинарска екипа сака да присуствува, еден од одговорите беше дека не смее поради ковид протоколите. А потоа председателот Колевски се правдаше дека не бил известен за нашето барање за следење на седницата на која се одлучуваат тековни работи. И еден новинар ви беше проблем? Не, зашто се расправате со мене, повелете, снимајте ја просторијата да видите колку Просторијата? А луѓето си отидоа? Не, проверете да си отидоа, проверете просторијата. Јас не влегувам просторија да снимам. Јас сум дојдена овде за луѓето. Сакате изјава? Да. Со образложение дека нема услови цела година откако почна пандемијата, Советот на јавни обвинители не најде алтернатива како да одржува седници, а при тоа да се почитува законот во кој пишува дека се јавни. На веб страницата на Советот недостасуваа и записници од седниците, кои исто така мора да бидат објавени. По нашиот прилог, неколку записници беа ажурирани и закачени. Медиумски интерес за работата на Советот последниот период предизвикаа најавите за седница на која треба да се изберат 5 обвинители во обвинителството за организиран криминал и исто толку во Вишето јавно обвинителство.